студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. 4.500 тони смет биле собрани во текот на викендот во Скопје. На крајот од рокот од 72 часа, градоначалникот Орце Ѓоргиевски вчера вечер оцени дека акцијата за чистење на градот е успешна. Во текот на викендот изречени биле и 40 казни и 70 опомени за граѓани и фирми. Ѓоргиевски вели дека акцијата не запира, туку дека градот ќе се чисти и во следниот период. Собрани се над 4.500 тони отпад или споредбено пластично за јавноста, тоа е колку 4 до 5 пати повеќе од секој вообичаен викенд што се собирало во Скопје години наназад. Што значи говори за таложењето на депониите, на мини депониите покрај секоја микролокација, но и мини депониите кои што беа во многу од населените места создадени. Над 2.500 работници од јавните предпријатија беа уклучени во овој процес и сум им благодарен од срце. Ние и јас како градоначалник и мојот тим, но и работниците сме платени од скопјани, ова го должиме на скопјани и ова не е нешто што се сработило дополнително и надвор од тоа што треба да биде постојана рутина наша, но во наредниот период, еве сакам да бидам прецизен дека нема да запреме, иако успешно спроведовме активноста, нема да запреме, правиме оперативен план за дејствување во наредниот период. Јас нема да дозволам никогаш да се случи онаа грда слика повторно во Скопје, повторно да биде таква за скопјани како што имавме пракса да го гледаме тоа месеци и години наназад. Доколку некој несоодветно се однесува, како што тоа беше случај изминативе 70 на часа, ќе пристапиме кон опомени и изрекување на казна. Повеќе од 40 казни се изречени, повеќе од 70 опомени имаме. Казнети се и физички лица, но и правни лица. Она што исто така во наредниот период ќе го спроведеме, ќе биде да се направи една анализа сериозна, но и секој правен субјект добие соодветен контењер од страна на комуналното предпријатие, затоа што ние имаме сериозни правни субјекти кои што не користеле контењери во минатото и тоа е пропуст на институциите. 31 питомец и 28 слушатели од курсот за официри и штабни службеници утрово дадоа свечена заклетва во Воената академија. На свеченоста присуствува претседателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана и деканот на Воената академија. Гледаме дел од атмосферата и пораките. Веројатно сте забележале дека при секоја смотра неслучајно со гордост ја употребувам синтагмата почитувани војници и офицери. Значи, не изговарам фраза, туку изразувам должно и заслужено внимание. Добро е што академијата е отворена не само за домашните апликанти, туку и за питомците на НАТО и на партнерските држави. За мене, регионалното разбирање и соработка се важни предпоставки на регионалниот развој, но и на регионалната стабилност. Споделувањето знаења, вештини и искуства ја подобрува колективната одбрана и безбедност, а усогласената надворешна и безбедносна политика со ЕУ го зајакнува европскиот и нашиот имунитет. Почитувани, вашиот јубилеј е потврда на децениската традиција на изворедност на академијата и продолжувањето на мисијата на академијата да биде темелна институција на одбранбеното образование во регионот, но и пошироко. Почитуван декане, почитувани професори, почитувани студенти, припадници на Воената академија, ви честитам на заслугите за тоа. Исполните се очекувањата и ентузијазмот. Овој ден, кога ја давате свечената заклетва, ќе остане секогаш врежан во вашите сеќавања. Затоа што полагањето на заклетва е ветување кон државата, кон вашите најблиски и најважно, ветување пред самите себе.
Униформата која што денеска со гордост ја носите, секогаш нека ве подсетува на одговорноста и вредностите кои ги браните. Затоа што од денеска вие припаѓате на едно големо армиско семејство, каде интегритетот и лојалноста кон татковината се вредности кои се пренесуваат од генерација на генерација и секогаш се силни и инспиративни. Во деновите пред вас ви очекуваат предизвици кои ќе ја стават на тест вашата физичка подготвеност, но и психичка издржливост. Ќе научите како да ги совладате вештините на војната професија. Ќе научите како треба брзо да реагирате, да бидете одлучни. Системски слабости го ограничуваат независното и ефикасно функционирање на правосудниот систем, смета Советот на амбасадори по однос на последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. Советот го поздравува нотираниот напредок во повеќе сектори, особено истакнуваме целосната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Но Советот на амбасадори со особено внимание ги проследи наудите од извештајот кои упатуваат на потребата од засилен интензитет на реформите и конкретни резултати во повеќе критични области. Особена важност имаат препораките поврзани со владење на правото, независноста и финансиската автономија на судството, како и борбата против корупцијата и организираниот криминал, каде е нотирано дека нема напредок. И покрај известни формални чекори, суштински системски слабости продолжуваат да го ограничуваат независното и ефикасно функционирање на правосудниот систем, што ја нагласува потребата од континуитет, доследност и резултати во реформските процеси. Од тука Советот ја повикува владата и собранието на интензивирање на заложбите за зајакнување на институциите и на времено усвојување и имплементација на стратешките документи во оваа област. Од суштинско значење е донесувањето на нов кривичен законник усогласен со законодавството на Европската унија и меѓународните стандарди, јакнење на капацитетите на јавното обвинителство и обезбедување мерливи резултати во истрагите, обвиненијата, судските постапки и конфискацијата на имот, особено во случаи на корупција на високо ниво, стои во ставот на Советот на амбасадори. Само во текот на викендот Министерството за внатрешни работи регистрираше 1466 сообраќајни прекршоци. Како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, од вкупно 1466 издадени платни налози, 786 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило биле 14 лица, од кои 11 за возење под дејство на алкохол, 2 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, 1 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место, информираат од Министерството за внатрешни работи. Согласно законот за возила, 20 автомобили биле отстранети од сообраќај заради тоа што биле нерегистрирани, а 5 заради техничка неисправност. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, се вели во соопштението испратено од Министерството за внатрешни работи. Следуваат и